Со одлука на Министерството за здравство, од денес започува вакцинацијата со трета доза против COVID-19. Морам да нагласам дека третата доза ќе биде исклучиво од производителот Pfizer, независно од претходните врсти на вакцини кои што го имаат примено нашите граѓани. По препорака на Комисијата за имунизација, најпрво ќе се вакцинираат здравствените работници, граѓани над 60 години и граѓани, односно лица со имунокомпрометирачки состојби, иако немаат наполнето 60 години. Нашиот вакцинален пункт е спремен, тој така си работи. Овде може да дојдете, да ја примете и првата доза, и втора доза на вакцина. Од денес, значи, започнуваме со вакцинација, односно апликација на трета доза. Морам да нагласам дека единствениот посериозен фактор е услов, дека од втората до третата доза, тоа треба го знаат граѓаните, треба да има поминато најмалку 6 месеци. Значи не може пред тој период. Додека ако имате навршено 6 месеци од втората доза, слободно може да дојдете без никаква најава во нашиот вакцинален пункт. Тоа нормално ќе биде проверено, за да не се направи грешка, и ќе биде аплицирана третата доза. Нашиот вакцинален пункт работи секој работен ден во 2 смени и сабота за викенд работи, значи сабота само прва смена. Дали на вакциналниот пункт во Кавадарци може да се вакцинираат и лицата кои примија прва и втора доза надвор од Република Македонија? Да, точно е. Значи можат и тие лица кои што ја примија дозата надвор од Македонија, првата и втората доза, во Бугарија, во Србија или во било која друга држава, може за третата доза да дојдат овде, да си ја примат, нормално ќе биде Pfizer, уште еднаш повторувам и потенцирам, и нормално да има најмалку 6 месеци поминато. Иначе слободно може да дојдат овде да се пријават и ќе ја примат третата доза. Не мора да патуваат надвор. Директоре, каква е состојбата со COVID-19 во поглед на бројките статистички? Колку имаме позитивни случаи во Кавадарци, колку од нив се хоспитализирани и како се справуваме со четвртиот бран? Дали е полесно или потешко од третиот? Да, моментално во нашиот ковид центар, односно во модуларната болница, имаме хоспитализирано 15 лежачки пациенти. Имаме слободни места на располагање 20. Сакам нешто друго да потенцирам. Почувањето на четвртиот бран, веќе во него сме навлезени скоро неполни 2 месеци. Направивме денес статистика детална. Имаме едни добри, позитивни резултати. Во која смисла? Сакам најпрво да ги информирам граѓаните дека Кавадарци е една од ретките општини кои што има висок процент на вакцинација, односно во бројка денес можеме да кажеме дека ја надминавме фамозната бројка од 20.000 потполно вакцинирани граѓани од Кавадарци и тоа многу ме радува. И сето тоа, начинот на кој што го направивме тоа во нашиот град е преточено сега во бројки. Во четвртиот бран, иако е тој бран застапен е делта сојот од коронавирусот, кој што е многу поагресивен, кој што многу побрзо се пренесува, ние имаме мал број на заболени. Односно, досега имаме 665 пациенти граѓани кои што се заболени од овој сој. Меѓутоа, број на хоспитализирани од нашиот град Кавадарчани во модуларната болница до сега од овие 665 имаме само 45 болни. Во проценти изразено тоа изнесува 6,7. Само една паралела да ви направам. Што значи тоа 6,7%? Кога имавме третиот бран, односно бета сојот од коронавирусот, имавме број на хоспитализирани, од број на заболени беше повисок процентот, скоро 17% беше. А сега, иако е сојот поагресивен, меѓутоа, благодарение на совеста на нашите граѓани, на нивниот разбирање да се вакцинираат и да ја сватат сериозноста на болеста, имаме мал број на хоспитализирани болни. Во тој контекст сакам да кажам дека инфективната амбуланта работи непречено, нон-стоп, од понеделник до петок работи во 2 смени, исто работиме и сабота и недела во 2 смени. Таму се ангажирани 4 доктори, 6 медицински сестри, кои што истовремено вршат прегледи, тријажа, меѓутоа вршат и тестирања со овие брзите ковид антиген тестови. Досега во овој четврти бран, значи сите овие податоци се за четвртиот бран.
да нема недоразбирање. Имаме направено, остварени се 2700 прегледи и се употребени околу 2000, над 2000 брзи тестови. Брзи тестови имаме, знаат граѓаните дека во било кој момент да дојдат во нашата болница ќе бидат тестирани, затоа што целта ни е било кој што е заболен да го ние побрзо го детектираме, за да можеме адекватно да реагираме и да го лечиме. И за да можеме да продолжиме со овој тренд на вакви позитивни резултати. Овие бројки се охрабрувачки во поглед на тоа колку поагресивниот бран е со помали бројки на заболени пациенти во Кавадарци. Значи ли тоа дека имаме и во поглед на смртност на оние вакцинирани помали бројки и дека оние кои што се вакцинирани полесно поминуваат во хоспитализација? Да, апсолутно. Видите, тоа е може да ја видите, процентот може да се види и од статистиката која се издава и на државно ниво. Некаде скоро 90% од вакцинираните не се заболени. Обратно да земам, значи од 10 до 12% само од заболените се вакцинирани. Останатите се невакцинирани. И нашето искуство овде кажува дека многу е мал процентот, мислам дека сме дури под 10%, на број на заболени. Тоа веднаш се рефлектира врз број на хоспитализирани и врз број на починати. Таа бројка оди паралелно, мислам, право пропорционално. Уште еднаш апел до граѓаните, мада сакам да ви кажам дека уште еднаш да потенцирам. Презадоволен сум од сериозноста на моите сограѓани, од нашите кавадарчани за пристапот кон вакцината, пристапот кон науката, затоа што и сами знаете дека во третиот бран имавме, значи првиот атак дојде од кај нас, баш од Кавадарци. Меѓутоа, со нашата присебност, со нашето залагање на сите нас, веднаш доведовме до бројки и до резултати кои што се можеби под светското ниво во моментов.